Почитувани гледачи, добро вечер, јас сум Александар Бичиклиски, вие го следите најновото издание на подкастот Проверитас. Вечерва имам чест да разговарам со господинот Миле Левков, акторен пратеник во Собранието на Република Македонија, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, и се надевам помеѓу два фудбалски надпревари, помеѓу оваа фудбалска еуфорија, ќе ви понудиме еден интересен разговор, бидејќи навистина мојот соговорник вечерва е човек кој што има многу што да каже. Добро вечер за Миле Левков и добро дојде во Проверитас. Добро вечер, благодарам на поканата. Голема чест е овде да бидам гостин во твојот подкаст. Би можело да предам во прво лице да се обраќам како Миле, бидејќи сме долго време пријатели, па да идеме поблиски на гледачите, ќе може така. Да. Снимањето на оваа емисија оди во среда, непосредно пред вечерашното одбележување на 36 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМН, од роденденот на ВМРО ДПМН. Што лично за тебе представува ВМРО ДПМН? Како ја доживуваш улогата на партијата во македонската политичка сцена во моментов и нисите процеси во овие изминати децении? Знам дека вака едно габаритно прашање ти поставив. Па голема е символиката денеска вака на 36 години од основањето токму на роденденот да разговараме на оваа тема. Голема чест би рекол и одговорност треба да внимаваме. Што ќе кажеме, ВМРО ДПМН не е само политичка партија, знаете, таа е представува дел од општествениот живот, дел од македонската современа историја, наследник на вредностите, на темелните вредности на организацијата. ВМРО ДПМН низ годините се покажала како политичка партија која што е повеќе, рековме, од политичка партија, туку една организација која што ги води е одговорна за формирањето, за функционирањето на институциите, одговорна за растот, надградбата на демократијата и заедно со државата си имала своји подеми и своји падови. Секогаш во секој историски момент и партијата, исто како организацијата, покрај градбата, одржувањето, формирањето на институциите се јавува и како заштитник на македонските национални интереси. Интересно е како низ годините, без разлика дали станува збор за традиционалната историска организација, дали е за современата ВМРО ДПМН, како наследник на идеалите, би рекол, и носител на таа државност, повторно се повтораат истите предизвици, а тие предизвици се обезбедување на едно општествено единство и зачувување на македонските национални интереси. Интересно е како ние како народ секојаш без разлика во која декада и во кој дел од историјата обстојуваме, ќе се соочиме со оние фундаментални прашања кога треба да докажуваме кои сме, што сме, како сме, зошто сме, и повторно секоја генерација треба одново да ја извојува, би рекол, таа своја битка. Може би ВМРО ДПМН во целиот тој процес е столбот, структурата на јадрото на македонското општество кој што ја бие таа битка, би рекол, од една страна за своите македонски национални интереси, а од друга страна се разбира вечната битка за градење и на демократија, меѓутоа и на институции во кои што ќе верувам и денеска продолжува таа задача. И сметам дека главните, би рекол, фокус точки на современата ВМРО ДПМН е надминување на сите грешки низ кои што сме поминали и како друштво, и како општество, и како демократија, градење на силни институции, затоа што увидувавме дека во минатото нема замена за силни институции. Многу често, не само ние, и сите држави паѓале на искушението на место силни институции да градат силни поединци или силни индивидуи, меѓутоа тоа не е замена за државата. Државата е онолку силна колку што луѓето има доверба во институциите и онолку силна колку што институциите знаат и се способни да го одржуваат системот. Кога ќе кажам институциите, мислам на судството, мислам на законодавството, мислам на извршната власт, мислам на правдата која што сите чувствуваме кога ја нема, иако правдата кога функционира и кога има таа по правило треба и да биде невидлива. Навидум на воздухот кој што го дишеме, не треба да го приметуваме, односно гледаме дека недостасува тогаш само кога сме во неволја. На сличен начин нели го доживуваме и нефункционирањето на институциите кај нас. Само тогаш кога не функционираат, ние ќе се сетиме дека ни се потребни силни институции, потребно е да работиме на тие институции. Така да, фокус точките се економија,
стабилност на институциите, овозможување на правда, зачувување на младите луѓе да останат во Македонија, тоа првенствено преку враќање на довербата во институциите и се разбира она неизбежното за нас, без разлика кој македонец во која генерација и во кој историски период би тисувал или обстојувал на овие простори е борбата за зачување на македонските национални интереси. Така, Миле, сигурно ќе се согласиш со мене, слоганот кој што нели на роден денот на ВМРО се промовираше, практично представува мене вака со спортски израз, ако се изразам ВМРО да помоне влегува во еден пресинг, нели во една нели подинамична, појака приказа за се тоа што го збореше за реализација. Јас само би додал во делот на ВМРО дека нели како велат организацијата е народот, а народот е организацијата. Тоа е најбитната работа од секојаш била за ВМРО. Без македонскиот народ нема да. Да, некој тоа го доживува, ние често разговараме за тоа, некој го доживува тоа како политички слоган, меѓутоа кога станува збор за ВМРО ДПМН, тоа е едноставната вистина и тоа е едноставната суштина. Народот е организацијата и организацијата е народот и тоа во себе ги опфаќа и сите доблести и сите недостатоци и сите мани. Така. Убаво е кога се слушаат овие работи од нели луѓе кои што се во ВМРО ДПМН долго време, кои што идеолошки се подковани, јас те познавам долги години и знам како размислуваш на оваа тема. Кажи ми, кои се најголемите предизвици кои што денеска се соочува партијата, државата, каде треба да биде вака фокусот во наредниот период, каде треба најмногу концентрирани да бидеме? Ние сите знаеме дека многу е важно животниот стандард во една држава, затоа што без достоинствен животен стандард многу е тешко да ги задржите луѓето. Можеби еден од најголемите предизвици со кои што се соочува не само Македонија, би рекол целиот современ западен свет, тоа е демографијата и задржувањето на луѓето да продолжат да работат од таму каде што потекнуваат, да имаат што поголем број на деца, нели, за зголемување на наталитетот. Меѓутоа, демографијата е поврзана со економскиот раст и е поврзана со би рекол со животниот стандард, меѓутоа е поврзана и со задоволството на луѓето од односот на институциите кои што го имаат кон нив и кон нивната средина и кон општеството. Без разлика во која структура и со кои луѓе разговарате, постојат различни истражувања кои што се однесуваат не само на општото мнение на луѓето дали ќе останат да живеат или ќе заменат, туку постојат и истражувања кои што се правени по струка и по фела, кај доктори, кај лекари, кај професори, кај наставници. Голем број од оние кои што ја напуштаат државата не ја напуштаат поради незадоволството од животниот стандард, иако постои, нели, да се разбереме. Има и економски емигранти, да, има и така. Не сакам никој да не обвини дека имаме еден подкаст со розови ночари каде што ќе ги убедуваме како живеат, меѓутоа постојат посуштински проблеми, а тие посуштински проблеми се нефункционирањето или затајувањето на државните институции. Така да, покрај животниот стандард и економскиот раст, можеби еден од најважните предизвици со кои што се соочува ВМРО ДПМН е да изгради силни институции во кои што граѓаните ќе имаат доверба. Затоа што ако ги погледнете односот на граѓаните кон државата, често се појавува една нишка на недоверба дека одредена услуга нема да ја добијат, дека се е залудно и така натаму, еден нихилизам кој што пред се е упатен кон државните институции. Така да не е мала задача и мала обврска на една влада, на една политичка партија да се зафати со една битка во која што ќе ја враќа довербата кон институциите, затоа што верувајте ми, тоа е една крајно би рекол несебична работа. Тоа е работа каде што капацитетите со кои што располагате како политичка партија буквално ги трошите за добробит и за доброто на сите. Затоа што кога градите силни институции, тие институции не остануваат во партијата. И на крајот на денот, една политичка партија е силна тогаш кога и служи на државата, не кога државата и служи на политичката партија. Иако во светската историја гледаме многу ситуации кога државата била ставена во улога, би рекол, на поддршка на
одредена политичка партија, нели, на одредени политички структури. ВМРО ДПМН, современата ВМРО ДПМН, расчистува со тоа и целокупниот свој капацитет го става во улога за јакнење на капацитетот на институциите, работа која што, како што реков, е целосно несебична, меѓутоа работа која што доправо ќе ги дава своите резултати. Да, мај во интерес на народот би рекол, тешко беше кога наследувате една девастирана држава, уништена на сите нивоа, буквално беше, можам слободно да кажам дека справате туѓи грешки, но тоа си го правите, нели, заради тоа што сте ВМРО ДПМН и заради тоа што сакате Македонија. Буквално справате туѓи грешки, кои што претходно ги правил, нели, во периодов. И Миле, токму тргнавте во акција, да се надоврзам на ова што го кажа пред малку. Значи, во собранието сте многу активни, говорам за пратениците на ВМРО ДПМН. Отворивте една многу значајна иницијатива, според мене, преку новиот оперативен план за вработување, кој предвидува мерки и програми што треба да опфатат повеќе од 10.000 граѓани, отприлика, според она што гледав, еден убав спот направите, морам да признаам. И се работи особено за млади лица. Значи, станува збор за проект, според она што го прочитав, што го видов, за силна и економска и стратешка димензија. Вака, што точно опфаќа овој план? Какви конкретни придобивки може да очекуваат граѓаните, младите луѓе од реализацијата на целата оваа работа? 10.000 луѓе, тоа е една огромна бројка за Република Македонија, ако знаеме дека на годишно ниво ни се селуваат многу повеќе луѓе. Да, планирани се 10.325 поединци. Ова не е само, како да ви кажам, не е програма која што е на хартија. Ова е план кој што значи инвестирање во младите, кој што значи инвестирање во иднината. Околу 40 милиони евра кои што треба да бидат насочени за проекти за самовработување, каде што ќе се даде поддршка на оние кои што сакаат да започнат со свој бизнис од 7.000 евра за млади до 29 години, таа поддршка и до 10.000 евра. Оперативниот план предвидува и можност да се здружите, ако се здружите двајца, во одредена форма, нели, за која што е предвидува Законот за трговски друштва, во одредена форма за здружување од 14 до 20.000 евра. Меѓутоа, овде не завршува. Оперативниот план исто така предвидува одредена парична помош за вработување на нови лица по 250.000 денари за вработување за одредено ново вработување. Меѓутоа, таа мерка има одреден кеп, горна граница 1,25 милиони по компанија и по фирма. Меѓутоа, овој оперативен план во себе офаќа и преквалификација, офаќа и обуки, офаќа стекнување на нови вештини. Практично еден план со кој, пак ќе кажам, се инвестира во младите луѓе. Ова не е само мерка, ова може да значи за многу млади луѓе, за многу луѓе кои што останале без работа, останале без соодветни вештини, би рекол, за новиот век, може да значи првата нова плата, првото ново примање или почетокот на една целосно нова кариера. Замислете колку луѓе гледаат нови трендови кога станува збор за рекламирање, за не знаме, фотомонтажа, снимање, аудио, видеомонтажа, работа со компјутери, вештачка интелигенција, кои што гледаат дека светот оди напред, не ги стекнале тие вештини во текот на нивниот живот и сега одеднаш државата ќе ви дава можност вие да можете да бидете да се впуштите, би рекол, во еден процес, да се преквалификувате и да се стекнете со нови животни вредности, така да не е за подценување можноста за прва нова плата или можноста за, би рекол, нова кариера. Тоа не е мала работа која што ја прави државата, пак ќе кажам, со една единствена цел. Овде две цели ни се сретнуваат и економски раст, затоа што преку инвестиција во луѓето вие инвестирате практично и во економијата, затоа што секој од нив треба да допринесе кон економијата и од друга страна инвестирате директно во младите и се насочувате на оној проблем кој што го посочивте, а тоа е иселувањето. Затоа што ако и погледнете бројките во Македонија во изминатиот период, има еден индекс кој што се вели продуктивноста на трудот во Македонија, односно колку добра и колку продукти произведува еден работник со својот труд кој што го внесува, и ќе видите дека во Македонија тој постојано паѓа. Тоа не мора да значи дека македонскиот работник е непродуктивен. Тоа може да значи дека сме погрешно насочен, може да биде аларм за сивата економија, затоа што може би некој за кого работите секоја година пријавува се помали и помали профити. Меѓутоа, без разлика, ние имаме индекс на продуктивноста на трудот кој што паѓа.
со ваквите мерки, со преквалификација, со насочување на младите во високо приходни области и дејности, се менува и тој индекс и односот на работникот кон својот труд и кон добивката која што треба да биде остварена. Во секој случај, секогаш кога инвестирате во луѓето, не можете да сгрешите. Апсолутно се согласувам со тебе, плюс ако се има, знаејќи дека се работи за млади луѓе кои што се нели креативни, кои што ги следат светските трендови, можат само добри работи да донесат со нели ако почнат собствен бизнис или ако се вклучат во целата оваа работа, како велат, секоја генерација со својата борба, вие им давате шанса, буквално сега на многу млади луѓе својата идеја, можеби и својот сон да го стварат со нели некој мал бизнис или нешто слично. Она што мене секогаш ме интересира како човек кој што нели си сага својата држава, дали во собранието Миле постои конструктивност кога станува збор за клучните државни прашања или политичките разлики се уште се пречка за еден поширок консензус? Говорам од причина што со доаѓањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН и од господинот Христијан Мицковски, моето чувство е дека прв пат во делот, поготово на надворешната политика и националните интереси, имаме поставено на линија. Вака црвена, до тука може, од тука веќе не може. Слабата точка ни е, како ги лоцира и председателот на ВМРО и многу други луѓе, како вика мекотелите во опозицијата. Што мислиш, дали ќе го доживееме тоа, еве да бидеме конструктивни сите во опозицијата и да имаме национален консензус кога се во прашање државните и националните интереси на Република Македонија? Па мислам дека во Македонија имаме политички актери кои што лесно се губат во политичката улога во која што се ставени. Од една страна имате ВМРО ДПМН предводена од професор доктор Христијан Мицковски, која што е политичка партија која што државните интереси ги става и над партиските и над личните интереси. И би рекол, тој однос и тие вредности кои што се поставени хиерархиски се спуштаат до последната клетка, би рекол, во политичката партија. Од друга страна, имате политички актери кои што немаат визија за државата, можеби, немаат целосна визија каде се движи државата, ги одредуваат своите политички тези базирани на дневна политика, базирани на дневни интереси, базирани на интереси на оние кои што се посилни, надевајки се можеби на некоја помош кој што би им стигнала дали однадвор, иако тоа не е законски и тоа е против уставно, затоа што како политичка партија вие ниту смеете да бидете финансирани, ниту смеете да бидете директно мешани на тршните работи, ниту некој смее. Меѓутоа, и сами знаете дека постоја долго време, 7 години ја водеа државата, кои што поминуваа со слогани како до сега, поминуваа со слогани и со пароли како што е Камшикарот, поминуваа со функции како што се председател на тело за судски реформи, зборувам за Зоран Заев. Односно, огорченоста која што се појави во македонското друштво, еве ако се вратиме од овој аспект, резултираше со тоа одредени луѓе кои што не би ни требало да сонуваат да се најдат на тие позиции, да ги водат или да ги запоседнат највисоките државни позиции. И не би сакал како представник, нели, како пратеник, како член на извршен комитет, да звучиме огорчено. Значи, не е таа, воопшто не е таа целта, и знам дека понекогаш има критики, оставете, нели, што било да тргнеме понатаму во војнината, и се согласувам со тоа. Меѓутоа, во секое патување, во секоја задача постојат моменти кога треба да застанете и да погледнете што се случило за да можете да ја оцените политичката реалност во која живеете. За жал, остатоци од тоа време и денеска прогонуваат некои кои што се нарекуваат себе си лидери, па гледаме дека ние наместо да имаме еден јасен, цврст став и да се обединиме околу барањето гаранции, се уште имаме лидер на опозицијата кој што знае да застапува, би рекол, туѓи национални интереси исто како да се свои. Тргнувајќи од таму, тргнувајќи од тоа дека можеби членството во Европската унија е едно од прашањата за кои што во Македонија има најширок национален консензус. Иако ако и погледнете бројките, да, поради случувањата има одреден пат и во ентузијазмот, и во бројката и во поддршката и така натаму се појавува одреден евроскептизам. Меѓутоа, и покрај тој пат,
можеби едно од прашањата за кои што имаме најголем национален интерес е токму тоа, членството во Европската Унија. И сега, малку е контраинтуитивно и спротивно на логиката да имате одредени политички лидери кои што себе се профилираат како лидери на опозицијата, кои што не знаат надвор од политичката борба и од политичката конфронтација, не се свесни за тоа дека ни е потребно македонско национално единство кога станува збор за овие стратешки прашања, дека тоа нашата обединетост и нашето национално единство околу стратешките прашања е практично единствениот пат и единствената гаранција дека Македонија ќе стане дел од Европската Унија. Ако и погледнете реакциите од страна, ако погледнете она што се случуваше еве скоро во Црна Гора, имаше самите Европската Унија со земите од Западен Балкан, сигналите се јасни. И сите препознаваат дека Македонија е земја која што треба да биде членка на Европската Унија. И она што го прави нашата дипломатија е нижење, би рекол, на мали победи една по друга, кој што треба да не однесат таму кај што нели е крајната цела, тоа е членство во Европската Унија. Меѓутоа сметам дека во тој пат треба да имаме една структура од политички партии, особено мислам нови од опозицијата, во кој што на вистина ќе се обединиме околу клучните прашања. Верувајте ми, во политиката има доволно прашања и доволно проблеми за да се поларизираме. Погледнете го бројот на закони само кои што се појавува на една седница, па вие како лидер на опозиција, па и кои да сте, секош можете да најдете и точки за напад, и точки за конфронтација. Верувајте ми, оној пат кој што го изодуваат и кој што го одат во моментот е целосно непотребен. Да, би се согласувам со тебе апсолутно на целата оваа работа и околу она што го спомна околу појавувањето на евроскептицизмот во Република Македонија. Би можел да констатирам за жал дека многу голем удел во евроскептицизмот во одредени кај одредени граѓани во Република Македонија токму го деносува две членки на Европската Унија во моментов, наши соседи кои што на некој начин со нивните постапки прават да се создава група на луѓе кои што ќе бидат евроскептици околу на обединување кои што го имаме со Европската Унија. Но ете, добро е, реков, има конечно црвени линии во Република Македонија, се чувствуваме малце подобро. Опозицијата да се надеваме, Миле, дека ќе се трансформира и ќе стане конечно права политичка опозиција во Република Македонија, бидејќи јас како човек што долги години ја следи политиката, ова СДСМ денеска што го гледам и она СДСМ што било во минатото, тоа секако две различни партии од две различни планети, би рекол во моментов. Со должна почит како политички противници што ми биле некојаш во животот, нели? Ајде да почна тема на многу интересна за Европската Унија. Во последно време, не во последно време, 30 години од европските лидери слушаме пораки дека местото на Македонија е во Европската Унија. Со тоа се согласува, како што кажете, македонската јавност. Дали гледате некои конкретни чекори што го потврдуваат тоа за сега ли се уште останува приказната на таа некоја вербална поддршка? Убаво кажа, степ бај степ, мали победи издвојуваме, правиме. Но има ли нешто конкретно се што слушаме во последно време од Европска Унија, нели со -1 за вето, со гласање, па некоја Б дивизија без право на глас. Многу работи се слушаат. Видете, тоа ви покажува само една работа, мислам тоа и граѓаните го знаат и сите го знаат, дека ветото како принципно одлучување во Европската Унија се злоупотребува. Ниту една држава, ниту едно колективно тело е, не организација на држави, колективно тело кое што како принцип има консензуално одлучување, каде што ниту една членка не би била против, не би тргнала на пат да го оспорува, да го става по знак прашалник или да дава идеи за ново решение, каде што се заменува консензуалното решение, ако нема чувство дека консензуалното решение, односно правото за вето, се злоупотребува. Така. Секој може да огледа предлозите кои што доаѓаат од поголемите членки на Европската Унија, секој може да ги гледа во свое светло, секој може да ги гледа од свој аспект. Нормално, ние како Македонија мора да ги гледаме од наш аспект. И сметаме дека нашето блокирање на патот кон Европската Унија е препознаено дека е резултат на неправна употреба на институтот на вето. Токму поради тоа доаѓаат и сигналите за промена на начинот и на самопреговарање, и на договарање, и за членување и така натаму.
Она што е важно за нас како граѓани, дека по завршувањето на овие средби и самити, секогаш има некоја, би рекол, опиплива разлика, тие го нарекува тоа tangible. Заврши саметот во Црна Гора, беше таму премиерот професор доктор Христијан Мицковски, се врати и најави дека Македонија ќе го започне и го започнува процесот на роаминг, бесплатен EU роаминг со земите во Европската Унија. Тоа се тие мали победи, затоа што на крајот на денот Европската Унија на вас ви е потребна за да се движите слободно, за да немате границите да не бидат ваши бариери, телефонот, технологијата да не бидат ваши бариери кога ќе се движите во странство. Така да, овој начин на водење на надворешна политика, кога се разговара за клучните прашања, затоа што сме имале временски периоди кога сме имале едни проблеми, нашите лидери разговарале за проблеми кои што ниту се наши, ниту ги тангираат нашите граѓани, ниту се поврзани, ниту имало повратни резултати. Сега имаме државен врв и надворешна политика која што гледаме дека разговара токму за горливите теми и за горливите проблеми и гледаме дека после секоја средба граѓаните имаат одредена опиплива добивка. Роамингот со земите од Европската Унија, за кое што министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски одржа и неколку емисии и ги објасни како ќе оди овој процес, меѓутоа за многу скоро од денеска нашите граѓани ќе бидат изедначени со граѓаните од Европската Унија кога станува збор за користење на модерните технологии. И тоа не е мала победа. Кога ќе се сретнете со европските лидери, разговарате отворено за проблемите и секогаш имате одредена придобивка. И на крајот на денот тоа е и патот кон Европската Унија. Важно е да ги задржиме нашите црвени линии и да не влеземе во ќорсокак, затоа што тоа како држава сме го поминале, се сеќавате на промената на името кога не убедуваа дека готово. По авионот Славеа, нели? Да, па имавме, не само во авионот, имавме пресуви во влада кои што се одржуваа. Прослави, се правеше. Прослави и така натаму. Знаете како, македонскиот народ знае како заврши, можеби тоа е едно од оние прашања кои што дале еден од посериозните удари на институциите и на недоверба во државата. И ние како држава, како народ и како општество едноставно не можеме да си го дозволиме тој луксус втор пат. Да. Некој ќе каже зошто да не пробаме, меѓутоа ние не сме нација која што не дала ни една жртва, па ајде сега ќе се обидиме уште еднаш. Мислам дека најмногу жртви имаме дадено од сите кои што пробале да влезат во Европска Унија, вака и економски во секој случај. Токму поради тоа и тргнуваме со тоа дека потребна е гаранција за патот на преговарање. Повторно ќе повторам, тоа е нешто препознаено од страна на земите членки на Европската Унија. Така, ајде да отвориме една тема во која што си многу активен, кој што многу ги интересира граѓаните на Република Македонија. Неколку пати спомнавме во емисијата да проговориме за судството, за правосудството во Република Македонија. Нели пред 6-7 години тргна тогашниот премиер Зоран Заев како пупка, рече ќе го отвори. Го парафразирам, мислам, така беше, нели, судството, така како судството. Тоа може веќе и така каже, да. Па потоа нели се стави претседател на тој некој совет кој што беше, што спомнати исто така судски. Едно од прашањата што најмногу ги загрижува нашите граѓани е токму оваа тема. Довербата во судството е исклучително ниска. Значи беа 2%, мислам дека и под 2 со последниве случаи. Дали верувате дека доаѓа време на вистински реформи во овој дел? Мислам дека овие реформи во судството се од исклучителна битност за функционирање на државата и сето она што го говоревме досега да добро се реализира, и младите луѓе да останат, и законите да се реализираат, и сите тие останати работи. Дали доаѓа време на вистински реформи? Дали ќе се реформира нашето судство брзо и ефикасно? Мораме да се реформираме. Ние немаме алтернатива. Мислам, едноставно прашањето дали ќе се реформираме, сметам дека нели во ред да биде поставено, меѓутоа сметам дека Македонија, македонските институции, македонскиот народ, сите ние, македонските граѓани, немаме друга алтернатива, односно мораме да ја вратиме довербата во судството, затоа што често зборуваме за основните човекови слободи и права. Едно од основните човекови слободи и права е правото на фер и правично судење.
практично во држава, ако немате доверба во судството, е држава во која што вие не можете да ги остварите вашите основни човекови слободи и права. И ова е прашање за кое што треба да се обединат сите општествени чинители. Никогаш повеќе да не се навратиме во ситуација и да дозволиме огорченоста на општеството да не ги диктира политиките. Таа огорченост во општеството резултираше на оној кој што фрлаше шарена боја да стане и да биде на челото на тело за судски реформи. Имајќи во предвид дека станува збор за една трета власт, јавната власт е поделена законодавна, извршна и судска, станува збор за една трета власт, ќе видите дека патот за реформирање на судството е исклучително макотрпен и тежок пат. Меѓутоа, е пат кој што оваа власт, владата на ВМРО-ДПМН годи. Ако погледнете што се случува во собранието овие 2 години, скоро на половина мандат. Пред една година ти најави дека СДСМ ги блокира промените. Да, и да видите што се случува. Пред една година го најави тоа. Апсолутно пред 7 години. Никогаш за ниту еден закон, без разлика дали стануваше за процесен материјален закон, кој што е поврзан со судството или со одредена правна материја, ние немавме јавна расправа во собранието. Зборот јавна расправа беше, како да ви кажам, термин кој што се користеше само во предметите за теоретско изучување на правото. Ние денеска практично Комисијата за политички стисен во собранието за сите значајни закони, закон за судски совет, закон за совет на јавни обвинители, закон за јавно обвинителство, закон за парнична постапка, за сите нив организира јавни расправи. Што значи тоа? Дека во собранието ќе дојдат експерти, луѓе кои што се од фелата, кои што се занимаваат со законот, со примена на законот, ќе се обратат пред пратениците и ќе дадат свое мислење кои се аспектите на законот, што сметаат дека треба да се подобри, кои амандмани треба да се предложат и така натаму. За потоа истите тие да можат да бидат преточени во амандмани. Ќе ве потсетам дека постоеше едно време кога законите, како што е, например, кривичниот законник, се носеа во собрание со така наречено европско знаме. Европско знаменце, тоа не е ни скратена постапка, тоа е ултра скратена постапка која се користи во собранието кога се усогласувате со одреден закон кој што е европски закон, практично кога препишувате нивна легислатива за одредено усогласување. Така. За никакво усогласување не станувало збор кога се менувале овие закони, меѓутоа така поминува. Зошто? Затоа што важеше слоганот како до сега. Сега имаме ситуација кога законите за кои што зборуваме одат пред Венецијанска комисија, добиваат мисија од Венецијанска комисија, се усогласуваат со препораките на оценската мисија, потоа како такви стигнуваат во собрание, се организира јавна расправа каде дополнително се коригира текстот и сметаме дека овој начин, каде што ќе имаме еден сет на закони донесени низ отворена постапка во комуникација токму со оние кои што се од фелата и се занимаваат со правото, подкрепени со персоналната одговорност на оние кои што се најодговорни, како што е новиот државен јавен обвинител, подкрепени со квалитетни кадрови решенија кои што ќе дојдат, како да кажам, незагадени од партиски влијанија, се основата и базата на кое што ќе се гради враќањето на довербата во судството. Затоа и реков, онаа работа која што ја прави владата на ВМРО-ДПМН во моментот, која што е поддржана во собрание од најголемиот братенички состав до сега, инвестиција во иднината и резултатите треба доправа да бидат видени, меѓутоа, верувајте ми, кога ќе ви кажам најодговорно, темелите на кои што се базираат овие реформи и овој пат кој што го одиме се многу поразлични од она што беше како до сега, кое што се водеше од тесно партиски интереси и се договараа во политички кабинети. Врвна брзина, колку да помине целата таа приказна. На оваа тема беше еден од најгласните критичари во случајот Мазут. Дали овој предмет е пример за проблемите со кои што се соочува обвинителството? Очекувате ли некоја институционална одговорност? Јас како човек, да речеме, кој што
не е во овој процес длабоко навлезен, меѓутоа една обична работа, можеме да кажеме, од кога е почнат процесот, кога имаше обвинети луѓе за целата оваа работа. 2 години во градот Скопје е енормно намалена на загаденоста на воздухот. Значи ги нема оние, не знам, можеби приметивте оние тешки магли кои што ги имаше, смогови и сите тие останати работи. Нешто што вака не остана сите со прстот во уста по реакцијата за мазот, како заврши, барем до сега целата таа работа. Беше жесток, што беше жесток. И вие знаете, јавноста знае нели дека секојаш реагираме со пресконференции, со политички настапи, политички пресконференции и така натаму кога доаѓа збор за особено за оваа тема. Меѓутоа, јавноста треба да знае ниту еден политички актер без разлика не сека да донесува пресуди во име на судовите. Ниту еден настап, секој може различно да ги дожива политичките пресконференции, тие понекогаш звучат остро, се разбира затоа што така и треба да звучат. Меѓутоа, не е целта пресудите да ги носиме ние, не е целта пресудите да ги носи јавноста, не е целта на утрински емисии да откриваме кој е одговорен. Не е целта луѓето да ја користат своите сетила за да сватат дека нешто не е во ред, а тие го прават тоа. На крајот на денот не е во ред ние да не ја гледаме корупцијата во нашата држава, да ја гледат сите останати држави кои што се оддалечени 1000, 2, 3, 8000 километри од овде да гледаат дека нешто не чини. Не е во ред да имате Државна комисија за спречување на корупција која што има извештај дека исчезнала одредена количина, во нивниот извештај пишува дека исчезнале 80.000 тони мазот. Не е во ред да имате Државен завод за ревизија кој што нотира еден куп забелешки поврзани со оваа материја. Не е во ред да имате Сдруженија на граѓани екологисти за заштита на животната средина кои што препознаваат и со помош на своји мерачи утврдуваат дека се продава субстандарден мазот. Имате истражувачко новинарство кое што ви открива за фалсификувани броеви за увоз на мазот. И сето тоа замислете во оваа држава, обвинителството не го гледа. Оставете обвинителството не го гледа. Обвинителка донесува наредба за престанување на истрагата. Што значи дека целата оваа проблематика за која што сега зборуваме јас и ти, ако јас и ти бевме судии во оваа држава, нема да го видиме. Затоа што ние како судии ќе видиме она што ќе биде изложено пред нас. Јас верувам дека почитуваните судии ќе го видат тоа како обични граѓани наутро кога се спремаат на телевизија, кога ќе прочитаат. Меѓутоа, во рамките на нивната работа, како лица кои што се задолжени за правораздавање, никогаш нема да се сретнат со оваа проблематика. Зошто? Затоа што некој одлучил да даде наредба за прекинување на истражните действија. И тоа не е во ред. Тоа не е во ред. Тоа значи дека затворена истрагата или дека е прекината само? Потоа поднесе жалба раководството на ЕСАВ и тече процедурално. Реакциите во моментот беше кога се издаде наредба да прекине истрагата. И пак ќе кажам, не е наша цел ние да пресудуваме. Тоа е довербата во институт. И ние мораме да престанеме на културата на донесување пресуди налик на линчување. Да. Преку јавна дебата. Се знае кој и каде треба да донесува пресуди. Меѓутоа, крајно понижувачки за македонскиот народ е до македонските судови да не дојдат овие проблеми. Да. Практично во Македонија можете да убиете човек на улица, ако се откаже јавниот обвинител од гонење, нема право на субсидијарна тужба, вие сте слободен човек. И многу е понижувачки кога нашите граѓани ќе гледат сомнежи за милионски криминал кој што се правил, особено во енергетскиот сектор, кој што не стигнува до судови. А еден ваш прекршок и мој прекршок денес како го направиме, без разлика дали станува за сообраќајни или некој друг вид прекршок, ако не си ја платиме казната, знаете дека ќе стигнеме на суд. Тоа е оној нефер однос на крајот на денот кој што го чувствуваат граѓаните. Пак ќе кажам, не сакаме да осудиме никого, меѓутоа сметаме дека обвинителството треба да си ја заврши својата работа, доказите со кои што располага јавност, минимум доказите со кои располага јавност, и другите собрани докази треба да бидат приложени пред судот, па оние кои што е задолжени за правораздавање да можат да
да донесат соодветна одлука, а не со тоа да се занимава народ и да се занимаваме ние. Токму така, ако знаеме дека еден од обвинетите во целиот процес Мазут е во бегство во Нов Зеланд, според информациите кои што ги имаме, ако знаеме дека до ден денеска ниту еден обвинител, ниту еден судија не побара негова екстрадиција или каде е, работите стануваат од повеќе јасни, со вас си дозволувам да го говорам во слободна форма како обичен граѓанин, нели? Но да се надеваме дека ќе се сменат овие работи, или дека на добро ќе трне работата заради тоа што овој случај Мазут мене, ако ме праша некој од позиција на човек кој што живее тука, кој што има семејство, кој што има сите работи, ми е на ниво на страшен криминал, на ниво, сега да не бидам туку оштар збор да потребам и геноцид. Ние знаеме годиниве наназад дека Македонија е преплавена со луѓе болни од одредени болести, форми на канцер, кои што се директна последица на тој нечист воздух. Така да многу подлабока, многу поголема приказна во секој семејство бар има по еден човек. Апсолутно, и самата поминал таква работа. Самите кризи во изминатата власт да сама и дуи беа користени за, би рекол, сомнителни трансакции, сомнителни сделки, и тоа е нотирано во извештаите на Државен завод за ревизија, без разлика дали станува за енергетската криза, за ковид кризата. Нема кризна состојба која што за жал не било искористена за некој, би рекол, сомнителни сделки од нечи лукративен интерес. На граница кога ги чекаа со инекциите, нема никош да ги заборавам со вакцините. Ги набавува од трафик. Од трафик и така натаму. Ајде, нешто вака најгорливо прашање за луѓето кои што се сакаат многу Македонија, и нешто што секогаш се лепат од другата страна луѓето кога следат вакви комуникации емисии. Говорам за уставните измени и односите со Бугарија. Остануваат уште актуелни. Гледаш некој простор или придружување на овој процес без да се заградат македонските национални позиции? Говорам од причина што во Бугарија дојде до промена на власта, или после долги години имаат влада, условно кажано, стабилна, меѓутоа прв човек дојде на бугарската влада Румен Радев, човек кој што има, ајде да не кажам, интересни ставови кои што баш не се секогаш идентични со ставовите на Европската унија на која што се член. Во односот на Македонија покажуваат уште порадикални, поагресивни настапи, дури еве гледам деноиве сакаат и границата да ја блокираат во знак на протест некоја фондација Македонија, како што се вика. Мислиш ли дека може да се придвижат овие процеси билатерално без да се загрозат македонските национални интереси? Мислам дека нашата влада има добра, би рекол, добар однос, добра развиена тактика кога станува збор за ова прашање, а тоа е пристапот во кој што Македонија бара гаранции, има своји црвени линии кога станува збор за јазикот и за идентитетот. Нешто што за жал во минатото го нема. Така. Може би имаме, како што реков, одредени структури кои што седели во рамките на нашата опозиција, кои што и даваат надеж на нашиот источен сосед дека со одреден притисок или со одредена офанзива тоа може да се смени. И ги гледам токму овие протести токму во таа насока за обид за нарушување на нашите билатерални односи, затоа што во суштина ние немаме нарушени билатерални односи никакви. Имаме блиски релации со Бугарија. Бугарија е една од државите која прва ја призна Македонија, прва ја призна македонската државност. Да, се отвара одредени прашања во признавањето, ја признаваме државата, не го признаваме народ, меѓутоа, од меѓународен аспект, први не признаа. Бугарија кога стануваше дел од Европската унија, како дел од шестата рунда на проширување на Европската унија, немаше отворени прашања со соседите, затоа што и тогаш важи истите правила, дека не треба да имате отворени прашања со соседите. Во тој момент нема отворени прашања со соседите. Така. Потоа излезе дека економските проблеми на една држава, затоа што Бугарија во рамките на Европската унија е најсиромашна држава со најголема стапка на сиромаштија. И најголема стапка на иселени луѓе што се од Бугарија. И се покажа дека е многу полесно за одредена група на политичари да зборуваат за средновековието и за писменоста во средновековието, отколку да зборуваат за современата економија.
Сега тие можеби може да го одржуваат тој наратив одредено време, одредено скратено време. Меѓутоа факт и вие сами кажавте, сега Бугарија има своја влада. И таа влада ќе има своја одговорност, таа влада има свој одреден мандат, не знам, до 2030 година и на крајот на денот таа влада ќе треба да се запраша дали во 2030 година Бугарија ќе си дозволи да биде држава, земја, членка на Европската Унија, која што шири несигурност, шири, би рекол, несогласување, проблеми, или ќе сака да биде, како да кажам, држава која што зрачи со безбедно. Затоа што тие се далеку посилни, помоќни и поголеми од нас и не можат така лесно да не обвинуваат нас дека ние сме одговорни за ова што се случува. Затоа што ако тие сакаат да ја преземат одговорноста, ако навистина е потребен регион кој што напредува и оди напред, затоа што денеска во современото општество најважни се поврзувањата. Поврзувањата исток-запад, поврзувањата север-југ, поврзувањата помеѓу луѓе, поврзувањата помеѓу образовни институции. Само на тој начин бугарските политичари и ќе дадат одговор пред своите граѓани за одредени економски прашања и на тој начин ќе можат да бидат фактор на Балканот. На овој начин тие можат да бидат само точката од која што произлегуваат, би рекол, проблеми и превирање на Балканот и мислам дека на ниту една влада која што е дел од Европската Унија тоа не одговара. Ние сме во друга ситуација, затоа што сме многу помали, ја немаме таа одговорност дека ние треба да бидеме би рекол одговорни во тој процес, затоа што ние сме земја која што аплицира и поставува своји црвени линии и вели бараме гаранции дека посем овие измени ние нема да не идеме на ново блокирање. Сметам дека тоа е став кој што и доправа треба да го артикулираме, меѓутоа е став кој што лесно може да биде прифатен и лесно може да биде разбран како аргумент. Ако едната страна бара промена на уставот, оно што ние го бараме е гаранција дека нема да постојат дополнителни условоња. Зошто? Затоа што веќе сме имале ситуации во кои што практично сме биле излажани дека ќе започнеме. Многу пати. Затоа е тој некој вака кажав некој отпор кај одредени луѓе во Македонија, меѓутоа јас сигурно ќе се согласиш, Миле, со мене дека бугарската официјална политика последниве десетина години, главната цел токму тоа кажа, бегаат од економските прашања, одат директно кој што повеќе ќе нападне Македонија, малку повисоко, народски да се изразам, ја дигна рампата, па се малку тешко да ја спуштат на бугарите, мислам, за да се вратат во една нормала, за да имаме да почнеме едни нормални во свет во кој што имате диалози. Плејада на средби и на меѓународни соработки без разлика дали се во Азија, Соединените Американски, Јужна, каде и да се, каде што на средбите на политичари од било кој ранг и повисоки, парламентарна демократија, без разлика, разговараат за поврзаност, конекции, размена на искуства. Ние имаме една ситуација каде што нашите средби се сведуваат на разговори за средновековието. Мислам дека тоа е неодржлива ситуација. Игра на нерви, важно е да обстанеме на нашите ставови, затоа што она кое што ние го бараме е членство во Европската Унија под еднакви услови како за сите останати земји членки. Апсолутно се согласувам. Времето некако брзо ме поминува, уште едно интересно прашање да ти поставам. Председателот на владата Мицковски неодамна повика на обединување околу националните интереси. Дали гледаш подготвеност за такво обединување кај сите политички чинители во држава? Она што го знам јас во моментов, СДСМ е заробена политичка партија на една група на луѓе кои што преку политиката пробуваат грбо да се го чуваат од своите криминали. Левица е политичка партија која што лута и идеолошки во сето она што го прави, што го кажува, едни класични популисти. Дуи од другата страна гледаме некои процеси се случуваат во натре, ама се уште се затворени, најава дека нели можеби Ахмети ќе си оди од политика, постануваат зелени па радикални. Дали мислиш дека овој повик на председателот на владата ќе проработи совеста кај одредени луѓе, дека може да се создаде еден државен и национален консензус по одредени прашања кои што се многу битни? Јас се надевам дека
сите оние политички актери, оние останати политички чинители ќе ја разберат пораката од претседателот на владата, од професор доктор Христијан Мицкоски. Се надевам дека ќе разберат дека ВМРО ДПМН е предводена од професор доктор Христијан Мицкоски, веќе ви окажав, на прво место ја стават државата, интересите на државата и интересите на институциите. Се надевам дека ќе го препознат и ќе смогнат сили да изградиме национално единство во таа насока. Меѓутоа, постојат одредени предуслови за да може тоа да се случи. А предусловите се да имате вие ваша автохтона и искрена програма и искрен став за одредени политички прашања кои што се случуваат во државата и за одредени политички процеси. Ако вие како политичка партија, како идеологија имате став за најразлични општествени прашања, тогаш вие имате доволно поле за политичка битка со вашиот политички опонент и нема потреба да се навраќаме и да зборуваме за македонските национални интереси. За жал, во случајот она што го видов барем кај дел од опозицијата, ќе навратам на она што се случуваше како го нарече Венко Филипче, неговиот нов морален завет. Да, не видов, барем јас, не видов ниту една конкретна мерка и не видов ниту една конкретна политика. За да може да се оствари ова, многу е важно во политичките партии, зборам кај опозицијата, да се создаде критична маса на критични мислители каде што ќе можеме со аргументи и факти да се спротиставуваме околу конкретни политики без разлика дали се во земјоделие, дали се во развој на стопанството, дали се во образование, преквалификација и така натаму. Ако ние имаме доволно различни концепти кои што се судираат и ако тоа се наметне како проблем во собрание и во општествениот дискурс, во тој случај ќе се остави простор за македонско национално обединување. Без идејноста на опозицијата, можеби, и омразата кон политичкиот субјект како единствен начин на функционирање, создава една ситуација кога желбата да се наштети на ВМРО ДПМН, а ВМРО ДПМН е организацијата е народот, а народот е државата, по тоа логично следство предизвикува дека вие, како политички субјект, сте спремни да и наштетите на државата, само да му наштетите на ВМРО ДПМН. Затоа се надевам дека ќе се бидат свесни дека е потребно ова единство и ќе бидат свесни дека политиката остава огромен простор за конфронтации и за судир на мисија за многубројни прашања кои што ни се појавуваат. Ние не сме општество во кој што се средени сите аспекти од здравство до образование, па секој политички актор да се занимава со надворешна политика. Затоа, за да може да биде прифатена ова најдобронамерна сугестија од претседател, важно е во секоја политичка партија да се направи, би рекол, прочистување, да поминат низ одредена фаза на внатрешно прочистување и катарза и да се создаде критична маса која што ќе работи на реални и опипливи и проекти и предлози. Така, се согласувам со тебе, бидејќи се работи за заробени политички партии во кои што сите оние кои што различно размислува од нив во периодот беа буквално онака брутално исклучени и избришени. Нешто што цел живот го обвинува ВМРО дека нема демократија, меѓутоа обратно биле работи, би рекол. Миле, беше посебно за ово вечерва да разговарам со тебе, искрено ти го кажувам, ова секогаш ми бил добар соговорник, секогаш било интересно да разговарам со тебе, мене ми останува во моје име, во името на оваа редакција, да ти посакам пред се многу здравје и среќа во приватниот живот и многу успеси во политичката кариера како човек кој што добро е етаблиран таму, кој што дава добри предлози и добри идеи, продолжи само така, биди таков како што си. Не се менувај, како еден совет од постар, ти кажувам. Добар ти е патот. Ти благодарам и меѓутоа да го искористиме денот, ако сме овде на 36-тиот роденден, да и честитаме на сите симпатизери, поддржувачи, Општински комитет, Унија на млади сили, Унија на ветерани, на целата структура која што низ годините допринесувала ВМРО да биде тоа што е денеска, да си останат и тие верни на своите
идеали, да и се заблагодариме за поддршката. Ти благодарам уште еднаш, Миле. Почитувани гледачи, се надевам дека и ви уживавте вечерва во овој прекрасен разговор кој што го имав со мојот гостин. Премиерно не гледате на YouTube во четврток во 22 часот и на сите останати мрежи. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.